Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат. Почитувани љубители на спортскиот времеплов, денешната видеосторија ја посветуваме на големиот Милјан Милјанич. Зашто станува збор? Имено во далечната 1992 година, поточно на 18 октомври, овде во Кавадарци, кога Кавадарци се уште беше фудбалски центар на Македонија, се одигра ревијален надпревар помеѓу нашата најдобра селекција и селекцијата на новинарите. Најдобрата селекција ја предводеше Џоко Хаџиевски, а селекцијата на новинарите покојниот новинар Бранко Давидовски. Почитувани гледачи, како предигра на овој спектакл, на овој ревијален надпревар, игра нашите млади селекции. Па така, овде во Кавадарци беа присутни голем број на љубители на фудбалот, а исто така и целиот фудбалски крем. Затоа, еве одиме со оние снимки, што ги имаме зачувано, па преку порталот rtk.mk во спортскиот времеплов ќе можеме да ги проследиме. Ова се сцени од кај ресторан Бриони пред билетарата. Реков дека беа присутни голем број на функционери од Фудбалскиот сојуз на Македонија, љубители на фудбал. Еве гледаме дека таа делегација од Бриони се упатува кон градскиот стадион во Кавадарци. Гледаме лево е Пане Иванов, поранеше фудбалер на Тиквеш, сојузен фудбалски судија, исто така и меѓународен фудбалски судија. И сета ова делегација се преселува на градскиот стадион, каде што треба да го проследи ревијалниот надпревар помеѓу А селекцијата на Македонија и селекцијата на новинари. Еве гледаме тука Најчо Тотовски во разговор со луѓето од Фудбалска сојуз на Македонија. Ево го Милјан Милјанич опкружен со нашите функционери во тоа време. Градскиот стадион, што се вели, задоволително исполнет, но секоја спортска манифестација не може да помине, а да не бидат на трибините и навивачката група на лозари. Ево го, она делегација, оној фудбалски крем, ова е Драги Ристовски, абесинецот, го видовме Диме Каровски, а ево го Најчо Тотовски и десно покојниот исто така Никола Камчев марката. Почитувани гледачи, пред да одиме со онаа снимка што ја имаме од Милјан Милјанич пред 28 години, само накратко да кажеме кој е Милјан Милјанич со прекар Чича. Милјан Милјанич е роден 1930 година во Битола, па затоа и негова омилена песна е Битола, мој роден крај. Инаку, неговата фамилија потекнува од близината на Никшиш во Црна Гора. Мислам дека местото се вика Бањана. Кој е Милјан Милјанич? Накратко, во неколку реченици ќе се обидеме да го представиме покојниот Милјан Милјанич. И тоа како фудбалер, како тренер, како селектор, како председател на Фудбалска федерација, исто така и како одржуваш на голем број семинари по светот за унапредување на фудбалската игра. Одиме со тоа како фудбалер бил. Имено неговата фудбалска кариера е доста кратка. Настапува за Белгарска Црвена звезда неколку години, од 1946 до 51 и после 51-52 околу година и пол во сениорскиот тим на Белгарска Црвена звезда. Што се однесува до неговиот тренерски позив, ќе одвоиме неколку клубови. Најмногу има работено во Белгарска Црвена звезда, каде што има освоено 4 шампионски титули и 3 куп титули, па потоа преминува во Шпанија. Го води кралскиот клуб, односно Реал Мадрид, и освојува дупла круна. Значи и купот и шампионатот, а следната сезона ја води екипата на Валенсија, но за жал на таа надпреварувачка сезона неговата екипа завршува на 17-тото место. Што се однесува до селекторскиот позив, тој Југословенската фудбалска репрезентација ја води на 2 светски првенства, и тоа 1974 година во Германија, каде го се пласира на 8-то место, и 1982 година во Шпанија.
Да напоменеме дека на функцијата председател на Фудбалската федерација на Југославија е дури 20 години. Имено и под закрилата на ФИФА и УЕФА држи предавања и семинари низ целиот свет, на сите континенти, по сите меридијани, и затоа господинот Милјан Милјанич беше еден од најпочитуваните фудбалски стручњаци, бидејќи го сметаа како брилјантен теоретичар за унапредување на фудбалската игра. Сега предлагам да ја проследиме онаа изјава од пред 28 години на градскиот стадион во Кавадарци. Покрај него се наоѓаат колегите Димитар Мурџев и Џоко Бебеџако. И забележете, во еден момент го споменува и нашиот фудбалер Васко Гунев, кој во тој период играше во Напредак Крушевец и беше еден страф и трепет за сите прволигашки екипи во тоа време. Но да не должам, одиме со изјавата на големиот Милјан Милјанич. Lepih želja. Mi ne umemo više da se nasmejemo, toliko smo se namračili. Postali smo ljudi samo za silu. I sad su svi vidjeli šta je to i mislim da, ja izvinite, ja gledam utakmicu i gledam je, kaj više, ovo je talentovanost. Ovdje nema igrača od ovih koji ne zna. Mene više interesuje ova utakmica ispod 21 i 23 nego ona starija. Zašto? Zato što su ovo je budućnost. Дали тоа значи дека Македонија има таленти што за, да речеме, за 3-4 години можат равноправно да се носат со оние екипи кои знаеме со каков респект, каков... Македонија има и Македонија ќе имати талентовани играчи, а то nije dovoljno. Trebaju i talentovani treneri, trebaju talentovani rukovodioci, trebaju i talentovani novinari i treba jedno talentovana i publika koja će da podrži jedan pokret za jedan ozbiljan rad koji mora da da rezultat. Van Gunev, ko vika Van Gunev, a proporcija da Van Basten, to mnogo znači. Me razbiraš? Site ko vika Van Gunev. Dobro. Znate, dobro dete, mora da rabota malce na tehnika i taka rabota, to može da gol. Jedan pozdrav za site i živeli. Ете, тоа е она што го зачувавме од изјавата на господинот великанот Милјан Милјанич, па еве преку порталот rtk.mk, преку спортскиот времеплов се подсетивме и го архивиравме овој настан, затоа што тоа многу значи, се случи во време кога Кавадарци беше на вистина фудбалски центар на Македонија. Но да кажем уште нешто за господинот Милјан Милјанич. Тој се пензионира 2001 година, при крајот на својот живот имаше здравствени проблеми, некаде околу 4 до 5 бајпаса. Почина 2012 година, беше погребан на алејата на великаните во Белград со сите почасти, беа присутни голем број на делегации, не само од овие балкански простори, него пошироко од Европа, така од представници на делегацијата од Кралскиот клуб, поточно од Реал Мадрид, беа присутни познатите фудбалери Камачо и Бутрагењо. Неколку пати спомнав големиот Милјан Милјанич и тоа е на вистина така. Мислам дека поголема спортска величина во Кавадарци нема дојдено од, што се вели, од Милјан Милјанич. Ете, почитувани гледачи, тоа е се за денешниот прилог во спортскиот времеплов. Се надевам и во следните прилози, емисии, клипови, ќе имаме интересни истории што ќе го задржат вашето внимание. Благодарам и поздрав до следното видување. Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат.